Од Прилеп се враќаме повторно овде во студиото на Алфа телевизија и како што ви кажав пред да го најавам овој прилог за театарот Војдан Чернодримски, токму од Прилеп ни доаѓа нашиот прв утрински гостин ова утро. Тоа е господинот Гоце Гочевски, производител на природни сапуни Пленци, со кого што ќе зборуваме за придобивките на природните сапуни или придобивките на природната козметика. Гоце, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Благодарам што од Прилеп допатувавте овде директно во Скопје. Не знам дали добро го кажувам тоа со акцент од Прилеп. Обично викаме од Прилеп. Од Прилеп, Да. така, добро. Како беше, поминавте по пат? Се беше варет, или да. утрински нема многу ни нешто малку метеш? влажно, ама ништо страшно. Да. Оно што ќе зборуваме во следниве минути е производство на природна козметика, поточно производство на природни сапуни. Сега јас честопати викам гости овде во студиото, повеќето се припаднички на понежниот пол, Да. жени, и вака пријатно ме изненадивте кога ви се јавив и од другата страна машки глас. Како започнува вашата приказна со производство на природни сапуни и од каде доаѓа името Планци? Добро. Прво ви благодарам на поканата. Имате прекрасно студио. Баш ми е мило што сум тука. Да, обично сите викаат дека е пријатен амбиентот овде. Убава енергија има. Да. Тоа што имате гости кои што се од понежниот пол, тоа е супер. И ние кога можеме ги следиме вашите емисии. Занечиството е интересна работа и овој занет, сапунџиството конкретно, всушност е почнат како машка индустрија на некој начин, да. И едноставно интересно е, без разлика кој го работи, ги има мотивациите, придобивките на нешто кое што се занимавате со раце. И е многу благородно и едноставно ве гали во самиот процес и е многу интересно. Убаво кажавте сапунџиство, постар занает, така? Да, постар занает. Кој што сега некако повторно стапува на сцена. Гледам дека еве вака и по социјалните мрежи има навистина многу луѓе кои што повеќето од нив како хоби се занимаваат со производство на сапуни. Вие почнавте тоа, така? Да. Траете релативно сте млади на македонскиот пазар. Колку време постоивте и ве прашав за името Планци. Да, што значи? Постоиме, видете, експериментите околу самиот процес се... Да, секако подолго трајни. Да, подолго траат. Речиси 2,5 години. Експериментираме, ги доведуваме се поблиску до совршенство. Самата идеја, ме прашавте исто од каде доаѓа, има многу елементи тука. Едноставно, мене ми било многу интересно да се занимавам со хемија од секогаш. Не е тоа моја примарна струка, но било нешто многу привлечно. Посебно органската хемија и ова е многу убава примена. Така сум ја нашол дека би можел да ја искористам како знаење. Има и други елементи, има многу романси таму, има пријателства кои што со луѓе кои што ме научиле како да се грижам за себе подобро и да создавам работи во животот кои што им помагаат на луѓето да се грижат подобро за себе. Имаше еден патувачки елемент каде што често патував во, не знам, пред 4-5 години и видов дека тешко е да се патува со гелови за туширање, со шампони. Си реков, ајде, земи си еден сапун. Тогаш прва органски сапун, мислам дека во Австралија беше и ти имаат прекрасно развиена индустрија со ова. Така да има доста елементи како е почнато. Ви дојде идејата и оттаму дојде и идејата за Пленци. Имаме подготвено навистина преубави фотографии, ќе ги замолам колегите од режија да може да ги видат и гледачите како изгледаат вашите природни сапуни. Имате и овде во живо, ќе ги покажеме подоцна малку и во живо, бидејќи имаат секој сапун има свое име. Од каде ви доаѓа името? И има еве навистина Леонардо, ќе ги прочитам малце подоцна, како ви доаѓа таа инспирација? И морам да кажам дека имаат специфична форма. Како камења повеќе личат, нели? Барем мене така ми личат. Да, зависно. Например, имаме две серии тука, едната е поедноставна, одинака едноставност, втората. Првата има некои по-спонтани форми. Исто како и имињата, тие се дојдени многу спонтано. Спонтано? Да.
Ама предпоставам секое име си има свое значење. Секој име, да, има свое значење, блиско е дури до описот на сапунот, во смисла на функција, на придобивките на секој од нив, на посебноста од секое парче, така да објаснуваат и самите имиња. Може и да влеземе во детали, може би и не овој пат, може би друг пат. Да. Самото име Пленци всушност значи растение. Значи од растение доаѓа. Да, кованица, која што значи дека ова доаѓа од растение и дека мало билка. Тоа значи дека се природни растителни сапуни. Да. Има во различни бои, како што гледам тука и на фотографиите и овие овде примери кои што ги донесовте, ќе ги видат гледачите и овие подоцна. Има бели, црн и кафен. Сега од што зависи бојата, за што се употребува црниот сапун? Така. Бојата, малите нијанси, поголемите разлики во сапуните зависат од додатоците. Не користиме бои кои што би биле, не знам, повештачки бои, туку едноставно се од самите додатоци. Например, кафеавиот има кафе и какао. Црниот има активен јаглен. Тој, например, е за помасна кожа. Има исто... За да ја суши, така? Да, за да ги отстрани сите масноти кои што се вишок. Има исто и есенцијално масло од чајно дрво, тоа има антигабични, антибактериски својства, така да е идеален, да речеме, за и адолесценти кои што нели се борат малку со акни. Да. Сега би сакала еве да го покажам. Овој се вика Deep Cleanse, тоа е на англиски, значи дека длабоко чисти. Точно. И потоа го пишува составот. Има убав специфичен мирис, тоа сакав да кажам дека имаат убави мириси сите овие сапуни кои што ги донесовте. Кажавте дека овој се користи за масна кожа и е можеби подобар за адолесцентите, нели? Сапуните се и за тело и за лице? И за тело и за лице. Гоце, кои се придобивките од природните сапуни? Зошто луѓето да се одлучат за природна козметика наспроти она останатата? Да, одлично поставено прашање, бидејќи тука е разликата во доколку земеме еден обичен сапун, неговото својство е абразивно, значи тој има цел да ја уништи нечистотијата на некој начин. Природните сапуни се многу понежни и на некој начин ја гушкаат нечистотијата со своите атоми и ја одмиваат. Во таа смисла не ја оштетуваат и кожата, бидејќи нема никакви хемиски реакции во сличност со нели другите сапуни. Така да нема абразивно својство, туку одмивачко својство и се многу нежни. Исто и маслата кои што се во нив се богати со витамини, например направени се најмногу од маслиново масло, рицинусово, бадемово, кокосово, шија путер. Тие самите ја потхрануваат кожата, не само што ја чистат, сапунот како сапун, туку маслата си имаат во себе ствари кои што и придаваат на кожата. Колку време ви е потребно, Гоце, за изработка на еден сапун? И потоа ќе се вратиме на имињата. Важи. Зборуваме еден сапун како сапун. Еве, ова парче вие предпоставувам... Дел е од серија. Така, од серија. Да, дел е од серија и зависно, например, колку сапуни сакате денес да направите. Обично вие по колку правите дневно? Па имаме капацитет во моментов да правиме 300 до 500 сапуни парчиња. Да, тоа е сето рачно. Нема зголемување. Сам работите или имате тим со вас? За сега сам во самиот процес, бидејќи го уживам уште, ама во моментов разгледуваме опции како да се прошири. Да. Се зависи од поборувачката, така? Зависи од интересот, нели? Да, и тоа е интересна тема, може и да зборниме малку. Но едноставно процесот трае, да речеме, од 3 до 5 часа да се подготви една серија. Самиот сапун после се остава да се суши од 4 до 6 недели, така да самиот си се работи, да. Мора да се дооформи сапунификацијата како процес и тоа трае од 4 до 6 недели за да биде готов. Да, значи не е така брзо и едноставно, туку си треба време. 4 до 6 недели е еден месец до еден месец и пол, за да излезе сето тоа како што треба, бидејќи се суши, предпоставувам, на природна база, така бидејќи се сепак природни сапуните. И сега кажав јас овдека има интересни имиња, видов Леонардо, видов Микеланџело. Леонардо е од лаванда, Микеланџело е од кедрово дрво, жалфија, зелена глина, спирулина. Сите се овие природни состојки, па има Herbal Wisdom или
како да го кажам, Растителна мудрост. Растителна мудрост, ете така, секој си има сапунче своја порака. Така? Така, да. И од кои состојки е направено. Точно. Еве, вака да ги видат гледачите и малку одблизу како тоа изгледа, мирисаат навистина фантастично. Мирисаат не на оној сапун на кој што сме навикнати, туку си има, претпоставам, од состојките си има свој мирис, зависно од што е направен. Есенцијалните масла главно додаваат. Па имате Рафаел, Јинг Јанг, Шилпутер. Така. Да, тоа се две серии. Серијата која што е Леонардо Микеланџело, ние новата, има чисти есенцијални масла и е поексклузивна на некој начин, полуксузна, всушност. Но а првата е поспецифична во смисла типови на кожа и терапевтски дејства. Да, гледам, овие тука се и за детокс. Еве ова што го фативе, летен детокс, самер детокс, да видиме и секој си има хилер, ова значи дека е за лекување. Тоа е, например, со невен и е за чувствителна кожа, за оштетена кожа. Дури е убав за деца. Нема никаков тоа сакав да ве прашам. Кажавте за сите типови на кожа, односно си има кој за кој тип на кожа е. Меѓутоа, што е со дечињата? Тие имаат почувствителна кожа, нели? Поготово и бебињата, нели? Дали ги препорачувате за хигиена на дечиња? Се разбира, имаме цел да извадиме и цела линија. Детска. Би била нормално хербална, базирана на растенија и треба да е човек предпазлив кога прави такви формулации, бидејќи наистина се работи за чувствителна кожа. Невенот е прв пример од тие билки кои што би били идеални за детската кожа, така и за од која возраст би се, бидејќи претпоставам од 1 година па нагоре, така? Да, 1 година па нагоре. Баш за веќе да не се баш новороденчиња, нели, и мали бебиња, бидејќи сепак имаат чувствителна кожа. Процесот е доста долг за изработка, сега, меѓутоа, тоа се здраво и на природен начин. Она што сега сакам да прашам во пресрет на Денот на жената, 8 март, претпоставувам дека секој сака на својата мајка, сопруга, девојка, пријателка да ја подари нешто. Што вие како машеве, кој што користи природна и кој што произведува природна козметика, поготово природни сапуни, што вие би предложиле како идеален подарок за 8 март? Од вашава колекција. Да. Ова е производ кој секој го користи, и мажи и жени, но за 8 март имаме две колекции кои што, например, може да се комбинираат и да бидат многу во поклон. Од тие поексклузивните? Па и двете колекции. И ексклузивните, например, некои 4 сапунчиња кои покриваат убав спектар на функции и се навистина елегантно спаковани, многу убав поклон за таква пригода. За 8 март. И корисен пред се. Корисен пред се, здрав. Да. И знаете, луѓето би платиле за квалитет на некој начин, но луксузот и елеганцијата околу нештото е поклон од нас. Да. Гоце, каков е интересот за природната козметика, за природните сапуни? Вие сте релативно нови на пазарот, ама кажавте дека сакате да се развивате, нели, да биде тоа малку многу посериозен проект. Јас си посакувам многу успех во тоа, ама каков е интересот за оваа природна козметика? Претпоставам и затоа сте влегле во оваа работа, во сапунџиството. Да, ние сакаме да се шири зборот, бидејќи луѓето не знаат премногу, се уште. Кај нас треба малку повеќе да се зборува. Сум имал прилика да сретнам луѓе од страна. Тие се многу посвесни за придобивките на природните сапуни. Не треба, например, многу да прашаат, едноставно гледаш што е и си вика, го сакам ова и си го земат. Но кај нас треба малку да се расшири зборот, бидејќи луѓето не се целосно свесни. Сепак јас сум пријатно нешто ново е ова кај нас, да, ново е, да. А е старо, има стара мудрост во него. Некој занает кој што изумрел и сега повторно се враќа. Да, малку модернизиран, малку дотанчен во чекорско времето, нели? Точно, да, совршенство. И така, јас сум сепак пријатно изненаден од приемот на пазарот, да речем. Експериментираме во моментов со различни маркетинг стратегии, неформални. Сакаме зборот да се шири од човек на човек. Сепак и социјалните мрежи се тука и прилики како излегување надвор, можеби саеми и такви ситуации, но сакаме луѓето да може да ги пробаат, имаме малечки тестерчиња, сме ги расшириле по досега
бјути салони, козметички салони, каде што одат луѓе се собираат за да се грижат за себе и тоа е убаво место кај што може да научат за ова. Гоце да ве прашам, сапуните се само за кожа, лице и тело, дали може би некој од овие сапуни овде за миење на коса или не? Да, всушност сапунот е сапун и е подобар од било кој може би шампон, јас би рекол, така да дефинитивно и за коса. И за коса. И за коса, така. да. Добро, имаме ли може би некој нов производ во најава? Имаме Нешто нови што серии, сакате, нови серии? нови серии кои што се посовршени и се поблиску до совршенство, можеби, нема ништо совршено, но поблиску до таму. Сакаме да направиме се почист сапун, се по пријемен, да, природен и така. Само еден знае каде би одело, ама ние сакаме да се надоградуваме и да учиме цело време. Да. Може би и соработки со други колеги, не сме премногу во Македонија. Сакаме да соработуваме, нема простор за конкуренција, повеќе соработка навистина. Да. И сега за сите заинтересирани кои што сакаат да ги земат вашите, да ги купат вашите производи, како може да ве најдат? Не се во продажба вака, нели Да, ги нема во продажба, туку мора преку социјалните мрежи да стапат во контакт со вас. Претпоставувам така е. Сега Точно, за сега. Да. Имаме профили на Facebook и на Instagram. И имаме WhatsApp број. На Facebook сме како Пленци, на Instagram plenci.soaps. И тука е вашиот телефонски број, Да, каде што телефонски може сите број. заинтересирани, претпоставувам со достава, сето тоа може да стаса Точно. до домот. Многу ми е навистина, секогаш го кажам ова кејф, кога представуваме нешто ново, некој нов производ, кога представуваме нешто што е природно, што е многу здраво и пред се корисно, и нешто што е рачно изработено. Кажавте дека целата серија која што вие има капацитет од 300 сапуни, самите рачно ја изработувате, значи дека на секој сапун му обрнувате внимание. Да. Така. Од производство до сечење, до поставување на стелажа, до штампање на самото лого на него, пакувањето се е рачно. Да, се гледа дека со многу љубов ја работите оваа ваша работа. Да. Ви посакувам многу успех понатаму. Се надевам дека можеби ќе имаме некоја прилика да присуствуваме и да дојдеме и кај вас во Прилеп, да присуствуваме на лице место да видиме како изгледа ова сапунџиство, овој занајот кој што е многу стар како што кажавте, ама сега повторно се враќа на голема врата, можам да кажам. Ви посакувам среќен пат назад за Прилеп и ви благодарам уште еднаш на гостувањето во нашата емисија. Ви благодарам и јас. Добре дојдени сте било кога да дојдете на гости, да видите како работиме. И се надевам дека ќе се видиме пак. Секако. Благодарам.